civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Различностите се огромно богатство на нашата земја. Како што знаеме, Македонија низ векови била крстопат на разни војски, на разни трговски патишта и ден денес е тоа. Мислам дека тоа е огромно богатство затоа што низ векови они дали имале среќа, дали биле толку мудри и паметни, успеле да го сочуваат она што е најдрагоцено, она што е нивни етникум, она што е нивна култура, јазик, обичаи. Секој етникум, почитувајќи ги другите, успеал да остане свој и да биде дел од едно такво заедничко општество во една таква хармонија. Има и други мислења, се разбира дека тоа може да биде и проклетство на едно општество, но јас не се согласувам со тоа. Мислам дека секако обид на мајоризација или на воспоставување на некој, можеме да кажеме и вештачки ред на доминација на мнозинството води во едно друго поле кое што мене не ми се допаѓа, кое што никогаш и не било не водело во некаква светла иднина. Само почитувањето на различностите, само правење таква една разлика може да создаде една хармонична заедница каде што секој поединец кој ќе се чувствува слободен, каде што се почитуваат неговите права, може да го даде својот максимум, својот придонес во таа заедница. Бидејќи имаме една такво шаренило и такво изобилство на различни луѓе, тоа е реткост и навистина треба да го негуваме и да се грижиме за него. Вакви иницијативи шират љубов и се против омраза, а јас секогаш сум на страната на љубовта и на страната на различностите, бидејќи сметам дека тоа го прави светот да изгледа пошарен и поубав. И мојот свет е таков и јас сакам да живеам во таков свет, така што секогаш ќе бидам дел од едни вакви иницијативи. Без разлика на нашите различности, ние во сршта сме еднакви. Затоа треба да се почитуваме. Ако веќе е јасно и дека веќе се утврдени тие европски вредности, дека нашиот единствен пат кон подобар живот, единствен пат кон иднината е членство во таа европска заедница, тогаш мораме да ги почитуваме истите вредности кои што ги почитува и таа европска заедница и на кои што таа настојува. А тоа се истите вредности кои што ние сме успеале да ги сочуваме како еден простор наречен Македонија и сега држава Македонија. И тоа е единствениот пат, затоа што само правење една таква разлика, почитување на различностите на секоја една мала група, составен дел на таа држава, како што и Европа ги почитува сите различности на сите незини членки држави. Политичко уредување, јазик, култура, економија. Така и ние мораме да ги почитуваме тие вредности, затоа што тоа е гаранцијата на некаква си на безбедноста, на иднината на нашите деца и на нашите генерации. Различностите секогаш и во секоја држава сметаме дека се повеќе богатство отколку проклетство. Се зависи и од луѓето, од секоја индивидуа посебно. Во секој случај, секоја држава каде што различности има повеќе, може и повеќе и да напредува, затоа што секоја различно мислење, секој различен став доведува до повеќе размислување, до повеќе толеранција и така можат сите општества да одат само напред. Секој за останување, секоја зачмаеност води повеќе до застој на било кое општество. Нема општество во кое што нема различности да може да оди напред и да може да напредува. Различностите се тие што не водат напред, секоја различна мисла, секој различен став води до диалог, води до разговор на различна тема и со тоа може само да се дојде до нови размислувања и може да се оди напред. Имам поминато 16 години во
веќе сега една друга држава, но тоа сепак било еден друг јазички, културен и етнички простор, но можам да кажам дека на тој период се сеќавам како можеби најубавиот период од мојот живот. Да сум формиран како личност во тој град во Србија, каде што беше татко ми на служба, но ни еден момент не сум почувствувал дека некој сака да ми наметне своја волја, свое мислење. Дури и во таа една средина се чувствував како некој вид реткост, галениче. Често ме знаја да ме замолат да кажам нешто на мојот мајчин јазик, да отпеам некоја македонска песна, да им покажам некои си носи од мајка ми, да им раскажам некоја приказна која дедо ми ја раскажувал. Така да, мислам дека тие вредности се всадени во мене лично и дека не гледам никаква друга солуција како да се живее посреќно, како да се живее похармонично, дека тоа е единствениот начин да можеш да гледаш среќни луѓе околу себе, да можеш со нив да соработуваш, да разговараш, да се дружат вашите деца и да планирате некоја подобра и посветла вистина и заедништво. Направете разлика. Почитувајте ги различностите.